Доста тонски запис оставен овој бенд. Сигурно запознаени се гледачите на The Orbis со првата касета, односно деби албумот Бунтовник со причина на Медуза, кој веќе самиот наслов доволно зборува за оваа касета. Значи е со причина, а не без причина. Нешто кое е земено од филмот, кој е доста познат, се разбира, само што носи наслов Бунтовник без причина. И веќе сегашните членови се, како што и ти напомена, меѓу нас од нив двајцата тука. Да, тој е ритам гитарист и соло истовремено, Коче, тука е тапанерот Борче, а иначе не се присутни басистот Кинезот Никола и другиот солист и ритам истовремено Иле. Јас сега ви го запрашал Оризо, колку е задоволен од продажбата или од представувањето на неговиот деби албум, односно на нивниот деби албум на групата Медуза? Па, деби албумот Бунтовник со причина издаден е во тираж од 100 примероци. Што имате да кажи, колку е задоволен од работата на групата Медуза, соло гитаристот? Од работата сум премногу задоволен. Ете сега почнавме и со спремање на скроз нови материјали, како што каже Оризот за албумот, и премногу сум задоволен, сите заедно работиме сложно и само напред. Борче, исто така сум задоволен, може и подобро. Душе музиката хајна се знае колку успела и како со какви маки се трудиме да направиме нешто. Простор за ориентирање понатамо, што музиката е ограничен, бидејќи самите културно-уметнички домови, да речем, во градот не дозволуваат да се издаде некој било што просторија, местна заедница за работа на групите. Но сепак се трудиме, задоволни сме од работата на групата. Сите слух, како еве телевизија Орбис, и смелост и срце се разбира за застапи рок-н-ролот, кој се надевам и сигурен сум, не само што се надевам, никој нема да го уништи. И за крај уште едно прашање кој малку кој нема врска со групата, вашето мислење за Heavy Metal Top 5 листата на телевизија Орбис. Почнуваме од Борче. Супер, немам друг коментар. Нема што да се кажи. Петка. Од се срце ти пожелувам уште многу емисии и дај Госпо во иднина да ги има се повеќе на сите медиумски средства, бидејќи хеви металот, хард рокот е нешто што е не може да се замени. Не може да се замени, едноставно е легенда. Тоа е нешто, тоа е историја, а тоа е иднина. Се гледа и по бендовите, сите ги негуваат тие стилови. Led Zeppelin од секогаш биле некои нешто и ќе бидат, исто така и Black Sabbath и Deep Purple и многу други, да ги не ги набројувам, веќе се е јасно и едноставно и искрено од срцето ти пожелувам да продолжиш, бидејќи стварно е ова нешто што се гледа и што треба да го има и дека го работиш ти од се срце. И едноставно ти пожелувам уште многу такви емисии. Прекрасна емисија. Јас исто така пожелувам многу среќа со групата Медуза, исто така и ви благодарам многу за вашиот разговор. Сега одеме да видиме Медуза и се разбира нивната прекрасна тема Грешник.